Падна митот за големата руска армија. Украина има силна волја да ги ослободи своите територии и може да ја заврши војната во сопствена корист, но со западна помош. Така сметаат наши познавачи за безбедносни прашања, откако украинските сили ја вратија контролата врз поголема територија окупирана од Русија. Падна големиот руски мит дека Украина и Киев ќе се освојат за 15 дена. Големата руска армија не ја извојува победата во изминатите 6 месеци. Значи, нема дилема дека Украина ќе ја зачува својата територија. Нема дилема дека Украина ќе победи. Мислам, ако продолжи трендот на ослободување на територија од страна на Украина, мислам дека Украина на крајот на овој конфликт ќе остане независна, ќе остане демократска земја и ќе биде земја која што сигурно очекува кон европскиот пат. Познавачите на состојбите сметаат дека со доаѓањето на зимата е можно привремено замрзнување на војниот судир. Според Ненад Јурдана од организацијата EU Watch, иницијативата ќе биде на украинска страна. Иако постои реален ризик за замрзнување на конфликтот, мислам дека се уште кај украинската страна доминира тоа мислење дека без разлика што сака Русија, ние сакаме да си го слободиме териториите, сакаме да бидеме независна држава, сакаме да одиме кон европскиот пат. За професорот по безбедност и стратегии Марен Ѓуровски, сегашните успеси на украинската армија не значат и крај на војната. Сега сме далеку од мирно решение за војната агресија на Русија врз Украина. Најважно е на почетокот, но и сега да не дојде до директен воен конфликт помеѓу Русија и Северноатлантската алијанса, бидејќи тоа ќе значи нова светска војна. Воедно, сите тие војни конфликти и судири кои би биле на територијата на Украина не смее да се прелеат на соседните држави. Политикологот Јурдана ги објаснува и релациите меѓу Кина и Русија. Меѓу нив, тоа не е некое партнерство кое што е, да кажеме, братско или како сакаш да го искористи. Последната средба меѓу Путин и претседателот Си Џинпинг во руската изјава стои 2 или повеќе пати терминот стратегиско партнерство. Во кинеската верзија на истата средба се зборува за билатерална соработка и билатерално партнерство. Така што очигледно е дека Кина барем на јавен план гледа да не биде, да кажеме, јасно за Русија. Не се исклучува и можноста за руско иницирање нови кризи. Ке се обиде Руската Федерација да отвори бројни политички и безбедносни прашања и на Балканот, но и во Европа и на тој начин да го дефокусира вниманието. Професорот нагласува дека вината за кризата со енергенсите е токму кај Москва и незината војна агресија. Посочува дека е неопходна победа на демократските вредности. Во однос на победата на Украина да продолжи и да се зголеми воената помош во вооружување и опрема на САД, Велика Британија и другите западни земји за Киев, за да на крајот победат за европски демократски вредности. За жал со оружје, но на крајот Украина ја брани сопствената територија. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.